Долг е патот од исцртувањето на индустриската зона во општинската урбанистичка карта до нејзина целосна урбанизација и ставање во функција. И по пуштањето во употреба, голем дел од индустриските зони во југоистокот немаат завршена инфраструктура, ниту патна, ниту канализациона. Градоначалникот на Валандово, Перо Костадинов, вели дека се свесни за овие проблеми и се обидуваат еден по еден да ги решаваат, за да можат наидните инвеститори да им понудат добри услови за отворање на нови бизниси. Таков е примерот со индустриската зона на крстосницата од патот Струмица до Иран-Валандово. Конкретно околу инфраструктурата, таа индустријска зона функционира со години. Сите ја гледаат, нели поминуваат покрај неа и можат да видат со голо око дека таа индустријска зона нема основна инфраструктура. Не се решени комуналните работи како што треба да бидат решени, не се поставени. Има ли притисок од компаниите да го направите тоа? Па секако дека има. Видете, ние во Валандово имаме уште една индустријска зона која што е направена помеѓу Ѓудово и Јосифово, каде што се продадени најголем дел од парцелите, каде што компаниите се приморани да почнат со градба, а јас кога ја наследив општината, општината немаше техничка документација за инфраструктура. Ние пред извесен период го завршивме тендерот за обезбедување на техничка документација за да дојдеме до моментот да изведуваме инфраструктура таму. Така да многу работи не само тој мој став, не само во Валандово, насекаде се правени хитовски и затоа се соочуваме со потоа со многу други проблеми. Конкретно ете индустријската зона во Раброво, која што функционира, нема соодветна инфраструктура, нема сообраќајни решенија како што треба да има индустријската зона во Јосифово исто. Костадинов вели дека приоритет е да се најдат средства за инфраструктура, но и за урбанистички планови за нови индустријски зони. Ние имаме во план да отвориме уште неколку индустријски области, се надевам дека ќе успееме за проблемите што дискутиравме претходно институционално да ги забрзаме сите тие работи околу урбанизацијата да отвориме, бидејќи сметаме дека бизнисот на некој начин можеме примерно да го развиваме на тој начин преку создавање на такви области на крајот на краиштето. Кои области би биле тие, градоначалниче? Сакам и во самата општина тоа да бидат рамномерно распределени, значи ќе има една област кај стариот полигонот, нели народски како што го викаат валандовчани, отварање, многу близу до каде што беше рударскиот комплекс, исто така е планирано уште една област која ќе се стави тука и Јосифово која што треба да профункционира. Општините во југоистокот се надеваат преку продавање на земјиште од индустриските зони да ги полнат своите каси и да обезбедат средства за решавање на инфраструктурните предизвици во самите зони, но и во другите населени места. Последниве години голем број општини обезбедија пари за инфраструктура и преку странски фондови и донации.